Zdravo drugaри, dobrodošli nazad na мојот YouTube канал. Добродојавте во едно од најбараните и претпоставувам најочекуваните видеа по моето испаѓање во Звездите на Гранд. Станува збор за Storytime видео кое што ви го ветив уште пред неколку месеци, кога всушност сватив како стојат работите, меѓутоа уште тогаш ви напоменав дека истото ќе излезе откако шоуто официјално ќе заврши за мене. Независно од тоа каков ќе биде исходот, дали ќе се откажам, дали ќе испаднам, дали ќе ме дисквалификуваат, дали ќе победам, whatever, ева го тоа видео, Storytime видео во кое што благодарение на вашите прашања ќе се движам некако во видеото, затоа што имам многу што да кажам, меѓутоа не знам како да почнам и како да го завршам видеото, по токму таа причина и пред ден-два, не знам кога точно, на Instagram објавив бокс во кој што од вас барав да ми ги поставувате сите оние прашања кои ми ги поставувавте во текот на целата ова сезона, односно дека траеше моето учество во актуелната сезона, а ја не смеев да ви ги одговорам. Па сега е тој момент, ова е тоа видео во кое што ќе ги слушнете одговорите на сите тие прашања. Ќе бидам брутално искрен, но мора на самиот почеток да кажам дека не планирам да плукам конкретно по никого, ниту по продукцијата, затоа што автоматски ќе плукнам самиот по себе. Јас во оној момент кога сватив како таму стојат работите, имав можност да се откажам, не се откажав, тоа по дефолт значи дека немам право да се лутам, ниту имам право да плукам по било кого. Но искрено и реално ќе ви ги представам работите за просто и вие да имате јасна слика за тоа што се случува позади камерите од најгледаното регионално музичко шоу. Ајде вака, видеото ќе го стартувам со кус одговор на прашањето зашто всушност се пријавив од Звездите на Гранд. Јас сум генерално некој што позади себе има десетина музички надпревари. Имам сериозно музичко надпреварувачко искуство и сценско искуство и секако искуство, меѓутоа Звездите на Гранд секогаш биле предизвик за мене, од причина што станува збор за едно од најгледаните, односно не едно, туку најгледано музичко шоу на Балканот и просто со самото тоа што е најгледано, без разлика на тоа што многу често е оспорувано, рейтинзите зборуваат за сите нас и неоспорно е дека станува збор за најгледано музичко шоу, го гледат милиони, просто се стекнува со една сериозна одговорност, за разлика од многобројните музички шоуа на кои што претходно сум бил и многу често биле статистичка грешка, меѓутоа благодарение на сите тие музички шоуа сум се стекнал со едно искуство за денеска таму во Звездите на Гранд да се представам како што се представив, а јас сум задоволен. Се пријавив за да го стекнам тоа најголемото искуство во областа на тие надпреварувачки шоуа и искрено да добијам прилика да се запознам со мојата менторка, Јелена Карлеуша, со која што имав некако потајна желба да соработувам. Таа желба ми се оствари и во оној момент кога во првиот круг Јелена гласаше за мене и кога го потврди гласот и кога јас ја одбрав за ментор, мене уствари ми се оствари желбата ја и да испаднев во вториот круг. Јас немаше да се покам што се пријавив, ниту ќе ми беше криво. За мене пети круг беше онака сериозно достигнување. Тука некаде би се наметнало и прашањето што јас очекував во оној момент кога се пријавив, а мислам дека веќе одговорив. Очекував да некако да се конектирам со Карлеуша, да ја запознам, да имам прилика да соработувам со неа и просто ете да си промовирам самиот себе си, за сето ова да ми биде некако отскочна даска, да има малку повеќе публика, луѓето да слушнат за моето име и презиме надвор од јутуберската кариера, затоа што реално многу луѓе почнаа да ме следат масовно откако почнав да се снимам и со самото тоа го запоставив мојот талент со кој што сум роден и треба да го негувам, а тоа е пеењето и некако сакав да ги ставам на вага двете работи, да видам како можам да ги темпирам сите обврски, да и се посветам сериозно на музиката. Сите веќе знаете, претпоставам, барем вие што ме следите и на Инстаграм, дека ви подготвувам песна, моја прва авторска песна на српски јазик. Се надевам дека ќе ја завршам онака за месец и пол. Целта ми е некако во јуни да излезе, затоа што песната баш онака вози, баш ми е онака летна. И без разлика на околностите, се и да сме дома, се и да не затворат, песничево треба да излезе затоа што е баш онака топ. Утре јас немам песна во студио, а се надевам дека во текот на месец мај ќе го завршам и спотот, затоа што не сакам да ја пуштам песната без спот. Никогаш во животот немам снимано спот за сам себе, за моја песна, така што
Ова е навистина голем предизвик за мене и многу се радувам на се што следува. Се надевам дека ќе продолжите да ме следите и дека ќе бидете во текст со се што се случува и дека ќе ме поддржувате, ќе ме слушате, така што пресреќен сум. Генерално да не бегам од темава, моите очекувања беа многу некако приземни и секој успех со кој што таму се стекнав беше сериозно изненадување за мене. Многумина од вас ме праша од која песна сум најмалку задоволен од сите оние песни, нели што ги пеев во самото шоу. Тоа е дефинитивно песната Громови на душа, што ја пеев, ако не се лажам, да, во вториот круг. Имав многу фалшеви, бев во една таква состојба нефункционална, што добро и што така ја отпеав, меѓутоа генерално тоа ми е некако најгрозниот настап кога го гледам, ниту милувам да го гледам, ниту го имам онака постирано на Инстаграм за разлика од сите други настапи. Така што тоа ми е некако најмалку драг настап, а доколку се прашувате кој ми е најдраг, првиот дефинитивно, тоа некако ме обележа и можеби последниот и предпоследниот. Не си го сакам вториот и не си го сакам третиот круг, четвртиот, петиот и првиот ми се окей, првиот ми е фаворит, четвртиот па петиот, третиот па вториот. Така некако. Океј, ајде да почнеме со прашањата кои претпоставам дека најмногу ви интересираат, а тоа се прашањата поврзани со нештата кои немате прилика да ги видите во самата емисија. Откако во саботата свативте дека испаднав од шоуто, сите масовно почнавте да ми пишувате и да ме прашувате дали постои можност да ме вратат и дали ја уопште би се вратил во случај да ми се јават со цел да ме вратат. Не знам дали постои можност да ме вратат, меѓутоа мислам дека не, затоа што емисиите од следниот круг се веќе снимени. Мислам дека има вкупно 5 емисии од 6-тиот или 5-тиот круг, како сега ќе му дојде ни самиот не знам, така што нема поента да ме вратат директно у 7-ми круг, као не знам, но се и да ми се јават со намера да ме вратат, не би се вратил, ја тоа веднаш го кажав откако испаднав на луѓето што беа со мене во Белград. Реално постојат многу причини поради кои што не би се вратил и некако го очекував моментот на испаѓање за да ми падне камен од срце. Искрено. Океј, ви се јавам истиот јас од иднината додека го монтирам оваа видео. Сватив дека многу нешта ви неам кажано, а не сакам да останам недоречен. Клучната работа поради која што не би се вратил во Звездите на Грант е неможноста да дадам свој максимум. Не знам како тоа да ви го објаснам на најдобар можен начин, а да бидам онака политички коректен. Звездите на Грант, целата таа продукција, целата таа сцена, публика, самиот концепт не е моја природна околина, ако можам така да се изразам. Све тоа изгледа на телевизија онака мега, гига, скупо, квалитетно, големо, гламурозно, меѓутоа не се изгледа реално онака како што се прикажува на телевизија. Ја у неколку наврати бев спречен да дадам максимум од себе, што многу често знаеше да ме демотивира. Единствениот круг во кој што јас беше всушност првиот круг кога немавме ментори, кога уствари отидовме да се представиме. Во оној момент кога јас ги пеев тие две песни 10 млаđe и ајде иди, бев свој на своето. Тоа беа песни кои јас си ги одбрав, тоа беше кореографија која јас одлучив да ме следи додека пеам. Се останато беше некако цензурирано, нецелосно, не можев да дадам 100% од себе затоа што ми беше забрането, просто сите вика на мене немој толку да играш, немој вака, немој така, ке се умориш, ке отидеш у фалш, ке овде ми се кашија. Ја буквално тој момент сватив дека колку ми е убаво на таа сцена, толку и не ми е убаво, затоа што од една страна уживам додека го работам тоа, од друга страна имам некоја ненужна одговорност да ги исполнам очекувањата на таму некого, што е сосема безвезно. Тоа е првата и основната причина поради која што не би се вратил. Звездите на Грант и таа сцена не ја заслужува мојата енергија, затоа што не ми е дозволено во целост да ја емитувам. Мојот одговор е не, со што ни се наметнува следното прашање, дали можеби би се пријавил следната година, дали во иднина повторно планираш да се пријавиш и така натаму. Овде не би сакал конкретно да одговорам за мојот одговор да не биде земен здраво за готово и утре да излезам некако контрадикторен. Меѓутоа, не. Never say never, но мислам дека јас овде завршувам со моите музички надпревари, патешествија од овој тип. Пак ќе кажам, никогаш не вели никогаш, можеби некогаш ќе ме стрефи таа потреба од тој адреналин, но и да се пријавам некогаш негде, тоа сигурно нема да бидат Звездите на Грант, барем не следна година,
stvarno не се чувствувам дека имам што повеќе да понудам од она што веќе го покажам. Не затоа што јас не сакам, туку затоа што не ми дозволуваат, односно не ми дозволуваат. Тоа подоцна ќе го објаснам. Ајде да не зачнувам други теми, имам овде некаков редослед, па ќе ви објаснам подоцна што сакам да кажам со ова. Меѓутоа, мојот конкретен одговор на вашето прашање дали следната година ќе се појавам од звездите на Гранд, не. Ја не сум од оние надпреварувачи што по секоја цена се пријавува секоја една сезона само за да го добие тој договор и за договорот ќе зборам нешто подоцна или да влезе у финали да освои на пример 9-то место. Мислам, кога веќе го спомнав договорот, еве накусо ќе го подобјаснам и него затоа што во однос на договорот ми пристигна еден куп прашања. Да, кандидатите по поминување на петиот круг се должни да потпишат договор во време трајање од 9 fucking години, доколку сакаат да продолжат со надпреварувањето. Реално за 9 години тебе може животот да се смени од корен и не знам со кој памет луѓе генерално потпишуваат договор од 9 години со било која продукција у светов. Особено не ми се јасни луѓево на моја возраст или помлади од мене. Замислите на 20 години да потпишеш договор за продукција на 9 години. И ти буквално од 20 до 30 години си обврзан да функционираш по одредени правила кои не се баш така сјајни. Јас сум имал прилика да видам како изгледа договорот кој Гранд продукција им го нуди на кандидатите. Никогаш не ми бил понуден, ниту сум стигнал до таму до каде што мора да се потпиша договорот, меѓутоа имам пријатели околу себе кои просто ги имаат тие договори и знам какви се членови постојат и мене тоа не ми се допаѓа. Ја таков договор не би потпишал и не знам што ќе се случеше со мене у случај да го поминав овој круг, затоа што веројатно ќе бев принуден да потпишам договор кој јас реално не би го потпишал и веројатно би бил дисквалификуван и тука пак би завршило моето учество во звездите на Гранд, така што можеби подобро е што на овој начин испадне. Барем не се замерив конкретно и директно со никого. Сакам да одговорам на едно од најпоставуваните прашања периодот, а тоа е како ја се чувствувам во однос на моето испаѓање, дали ми е жал, дали се кам што се пријавив и така натаму. Моите емоции генерално беа многу јасни, чисти, не бев нешто многу збунет, не бев нешто многу разочаран, не можам да кажам дека ми беше драго, дека ми беше супер, затоа што тоа не е реално. Никој не се чувствува убаво во оној момент кога губи, меѓутоа ја реално не се чувствував како губитник. Не знам како тоа да ви го објаснам. На самиот почеток напоменав дека јас стварно не ни очекував да стигнам до пети круг. И тоа за мене е сериозен успех, затоа што ја прв пат се пријавувам на тоа шоу, прв пат. Ја очекував да испаднам у втору, трет круг и као окей, меѓутоа стигнав до пети, имав супер настапи, коментари во текот на целата сезона, никогаш не бев онака критикуван до степен на невкус, секогаш беа онака коректни коментари, секогаш беа фини гласови, фини настапи меѓу другото, стајлинзи, све беше онака како што треба да биде и со мали предизвици за кои што подоцна ќе зборувам, најсочните теми ги оставив за крај, за просто маркетиншки трик. Во влогот кој излезе минатата недела имавте одлична можност да видите како ја изгледав и како се чувствував по испаѓањето. Ви се снимав нешто кратко тогаш. Меѓутоа стварно не бев разочаран. Можеби бев збунет у моментот кога испаднав затоа што реално добив 5 гласови, супер коментари, завршив во бараж со луѓе кои имаа по 3 гласови, кои едва помина у бараж. На крај тие помина, ја испаднав и бев онака збунет затоа што искрено очекував да поминам, не дека бев нешто екстремно разочаран, затоа што јако се пријавив у секој момент бев свесен дека ова е музички надпревар, значи надпревар и тоа испаѓање е составен дел од самиот е надпревар и просто не ми беше уште страно кога испаднав, затоа што очекував некогаш да ми се случи тоа. Но не сега. Зашто? Затоа што добив 5 гласови, супер коментари, завршив во бараж со еден куп луѓе кои беа реално многу полошо оценети од мене. Нема да кажам полоши, затоа што мислам дека не е политички коректно, меѓутоа беа полошо оценети од страна на истото тоа жири кој подоцна ги бира оние кои поминуваат во следен круг. Нема никаква логика, меѓутоа ете ја испаднав, луѓе со 3 гласа поминаа, сите дигнаа бунт, ги читав коментарите под емисијата поставена на каналот на Звездите на Гранд, сите беа онака као у шок зашто сум испаднал, како сум испаднал со 5 гласови, како поминале луѓе со 3. Ете, не знам што да кажам, така функционира тој бараж. Да било реално, би поминувале директно луѓево со 5 гласови, немало да има потреба од бараж, меѓутоа тој бараж очигледно постои за да си се прошуњат луѓето кои им се драги
тие некои луѓе кои одлучуваат и така натаму, не би сакал тоа да нагледувам, вајде ви јасно зашто ви зборувам. Да, кога веќе ја зачнав темата, многу често луѓето и генерално вака кога ме сретнат по улица ми прашуваат дали однапред се знае кој ќе помине, а кој не. Тоа многу често се зборува онака, се шепка. Но ја, реално, да не грешам душа, никогаш не сум бил сведок на нешто такво. Никогаш не сум слушнал овој ќе помине пред да почне емисијата. Мислам дека не, барем не сега, а верувам дека тоа ќе се случува понатаму кога ќе биде тесно, кога ќе останат типа 30 на кандидати, кога ќе треба да се одлучи кој ќе до финале, сигурен сум дека ќе се знае однапред, затоа што секој ментор си има свој миленик, продукцијата само по себе знае од кого може да прави кеш, така што верувам дека ќе се знае, меѓутоа не се знае оној момент кога сме 300 кандидати. Сигурно нема да седнат дома ниту Карлеуша, ниту Марија, ниту Саша Поповиќ, онака да не бира, да, овој ќе помине утре, овој задутре, мислам, тоа е без везе и мислам дека тоа не постои. Постои во некоја подоцнежна фаза, кога ќе останат малку луѓе и кога ќе продукцијата ќе си ги одбере оние од кои што може да извлече пари, што е до некаде и разбирливо. Во однос на дуелите, многу често знаете да ме прашате како се местат, како се комбинираат, кој тоа ги комбинира. Во четвртиот круг, кога влегуваат тие нови кандидати на мили, влечевме некакви кугли, појма неам, но у сите други случаеви продукцијата сама по свој избор, личен избор интерно ги местеше тие дуели. Во третиот круг бев со Мими у дуел, во последниот бев со Ханат, така што не знам како завршив ниту со Ханат, ниту со Мими. У третиот круг требаше да бидам првично со Мартина Идаревиќ, па требаше да бидам со некоја Невена Петронич, па требаше да бидам со... Мене Дента ме сменија, требаше да бидам со некоја девојка од Швајцарија, не знам како се вика. И Дента на снимање ме ставија со Мими, везе, немам што се деси, така што ете, продукцијата само тоа си го темпира. Некој ме праша што би пеел во следен круг случај да поминеше. Не знам, затоа што подоцна ќе зборувам за менторите, меѓутоа менторите реално ни ги бираат песните, односно ни ги одобруваат песните. Јас скоро па никогаш немам пеено репертоар кој јас сум го сакал од почеток до крај, или едната песна ќе ми биде наметната или другата, небитно за тоа нешто подоцна. Генерално не знам што би пеел, знам дека последен пат кога се слушнавме на Zoom, затоа што така ни се одбиваа менторските часови за време на пандемија, ги предложив песните Дуга од Дженал Нончаревиќ и Босно Бехар Пробехара од Дино Мерлин. Ја без Дино Мерлин не идам нигде. Тоа можеби ќе беа тие две опции. Од самиот старт сакам да ја пеем песната од Оливер Мандиќ Одлазима волимте, тоа ми беше топ, меѓутоа никош не ми беше одобрена. Сакав да ја пеам Нов човек од Джак Худек, како и да се чита. Сакав да ја пеам од Желјко Јоксимовиќ не Вретено, него Варнице. Постојат тука, ви ги читам песни, тука ја ги имав запишано на ноут со кој што идав као на тие менторски часови, да ги предложат. Тоа отприлике веројатно би бил некој репертоар кој би го предложил за следен круг, меѓутоа не поминав, па сега све можам да ви откријам. Океј, мислам дека е вистинско време да одговорам на најсочните прашања. Ќе почнам со прашањето дали имавте притисок од менторите. На сите ви е веќе познато дека мојот ментор беше Јелена Карлеуша, меѓутоа самата таа си има тим на луѓе кои што работи за неа. На почетокот од сезоната тоа беа Мирош Корич и Ивана Петерс, меѓутоа Ивана се откажа многу бргу и останавме да работиме со Мирош Корич до оној степен што у дадени моменти помислив дека јас сум ја одбрал, не ја за мене. Но ми беше жал што бевме препуштени само исклучиво на Мира и ако имавме на пример 3 менторски часови пред трет круг, на еден од тие менторски часови ќе присуствува Јелена, која као треба да ги одобри песните и ќе не слушне како ги пееме, на следните два треба со Мира да мачиме маки. Можеби тоа не би бил таков проблем кога истата таа Мира би имала идентичен однос со сите кандидати. Овде се наметнува едно прашање, ајде да не зборувам нешто многу долго. Дали си имал конфликт со некој од менторскиот тим? Да, реално имав. Не можам да кажам конфликт, меѓутоа имав многу чести расправи, што е положно од конфликт, затоа што ја генерално не толерирам наметнат вештачки авторитет. Второ, не можам да поднесам неправда и не можам да поднесам фаворизирање. Фаворизирање интерно, онака, у истим ти фаворизираш некои двајца таму луѓе без везе, а имаш 20. Некако невкусно и непрофесионално. У дадени моменти, буквално ова ќе го кажам, не знам колку е паметно да го кажам, ама ќе го кажам. Ја бев у дадени моменти толку изфрустриран што сакав буквално да седнам и да снимам
рент на Мира Шкорик и да ви ги пуштам сите говорни пораки кои таа ги има праќен у текот на целата сезона, да видите каков пристап има таа жена кон кандидатите. Ја буквално у дадени моменти изгубив самодоверба, не знам кај се наоѓам, сакав да се откажам за хорор. Меѓутоа, по долго размислување, пред да седнам да го снимам видеото, ја мислев и одме овде да метнам говорни пораки чуда, али си реков, окей, не, со оваа видео треба да ставиш точка на звездите на Грант, на твоето учество таму, да се фокусираш на кариерата, на самодовербата, на самиот себе си, така што ја стварно овој момент сакам да ставам точка на целиот тој хаос, но никогаш претходно немам зборувано, да, ова им е познато на мои блиски луѓе, на моите родители, на моите пријатели, но никогаш јавно немам зборувано, затоа што пред се сметам дека не е професионално, колку и ја да сум бил повреден или да сум се чувствувал безвезен, не мислев дека ми доликува да објавам говорни пораки, приватни разговори и така натаму, но у дадени моменти тоа ми потикна сериозни фрустрации, затоа што не можеш ти прво така да се понашаш со мене, сеј на нејзино место да е Карлеуш и така да се однесува кон мене, би реагирал идентично, а уште полошо што не е Карлеуша, значи не сум ја одбрал за ментор, ти генерално немаш никаков авторитет на мене. Те почитувам само затоа што мојата менторка те ставила на позиција да работиш со мене и у дадени моменти стварно имав чувство како женава да изфрустрирана затоа што работи за Карлеуш. Искрено, тоа реално делува као видлива фрустрација и женава си ја запоставува собствената кариера за да работи со кандидатите на Карлеуша. И тоа предпоставам дека и кај неа предизвикува фрустрација и еден сериозен комплекс, меѓутоа тоа не и дава за право да го лечи на мене и да ми се понаша така како што ми се понашаше. Ја уште тогаш не знам дали сте приметили, ама не ја следам на Инстаграм, ја оследив од Инстаграм, престанав да комуницирам и праќав само видеа, слики од стајлинг, од било што, чисто професионално колку да го одржам зборот, затоа што кога веќе не се откажав, си реков, окей, ајде до крај ќе го истерам тоа некако професионално. Не сакам некако да си ги поврзете работите, затоа и вака сочно објаснувам све. Јас со Карлеуша не сум имал никаков проблем. При тоа ја не знам колку Карлеуша е упатена во односот мој со Мира. На секој менторски час на кој што присуствувала Јелена, не можам да кажам дека не сакам да грешам душа, секогаш била исклучителна со мене. На еден вистински начин знаела да ме потикне, да ме советува, да ме турне. Не знам како тоа да ви го објаснам. Таа беше онака мајчински поставена кон мене. Така што да, реално сум имал притисок од ментори, меѓутоа не конкретно од Јелена, туку од нејзиниот тим. И да, сум имал конфликт со некој од менторскиот тим, затоа што имав неколку сериозни расправи. Не сакам да навлегувам, меѓутоа да. И мислам дека ако искрено правиме муабет, ако бараме виновник, еден од виновниците зошто испаднав е токму таа, не Јелена, туку таа. Во оној момент кога се одвиваше баражот, конкретно, Јелена, не знам што се случуваше со Јелена, не ни отиде таму кај што сите се собираат, она нешто чачкаше на телефон, зборуваше со некого и ја тука сватив дека нема да поминам затоа што Карлеуша реално немаше можност да се бори за мене. За разлика со ситуацијата во вториот круг, кога исто заврши во бараж и таа Лавовски се бореше за мене, тачно паметам како стане кажа овај мора да проđe и се излезе од студиото и ја помнам. Овој пат тоа не се случи затоа што некој друг таму се бореше за кандидат. Многу луѓе ме праша што мислам за Вања Кнежеви и ситуацијата што се случи со неа, околу неа дисквалификација, Јелена, Вања, Шерифовиќка, Цеца сега, сите се умешаа, сите нешто прават. Генерално, у моментот кога све тоа се случуваше, ја на стори објавив, напишав ствари too much и реално тоа беше мојот единствен одговор. Too much. Премногу за мој вкус и премногу за нешто такво еднакво на ништо. Просто ништо не се случи, се направи балкански бум, хаос, ужас. Постојат кандидати кои реално добиле многу полоши коментари од самата Вања. Стои и тоа дека Карлеуша претера у однос на не самите коментари во емисијата, окей, као изгледаш као тетка, не е прв пат тоа да го слушнеме. Тумачот се случи по емитувањето на емисијата и по објавувањето на сите оние сториња, претњи, тужби, too much. Што се случи со Сања Тодоровиќ? Со Сања Тодоровиќ ништо како Сања Тодоровиќ. Меѓутоа, мислам дека Сања Тодоровиќ беше жртва на еден сериозен булинг у тоа шоу. У еден круг, трет или четврт, небитно, Сања првично беше исфрлена од шоуто.
a da se razbereme, Sanja peje. Problemot со Sanja je što Sanja ne nosi mini suknji, ne je napucana. Ja nemam predrasudi kon ljudje koji ima silikoni, koji nosat kratko, koji sakad da se oblečat, ne znat mnogo da pejat, međutim, kako paket se to. Međutim, Sanja u daden moment beše realna žrtva u toa show. Realna žrtva. Mislim дека se šireše jedno video na Instagram u koje što Sanja doživlja takav teror poradi fizičkog izgleda. Pritom Sanja ne izgleda uopšte lošo ili ja napadna poradi višak na kilogram, ja ta realno ni nema nešto mnogo višak na kilogram. Možete zamislite kakvo vlijanje ima takvite komentari na može biti tinejdžerite koji sedat u toj moment doma, gojazni se i sluša gledat Zvezdite na grani. I fantazira da bidat utre mega zvezdi. Znači, ne možeš taka da se ponašaš so kandidati. Koliko i to da je realnost, koliko i to da je realната slika na show biznisu na Balkanu. Sve to stoji, ali ne možeš taka na nacionalna televizija da komentiraš devojka od 20 godina. Sanja beše žrtva, doživea seriozan bullying, ja zastanав vednaš na njezina strana, odmah i pišav referat, odmah taj story stvarno osjećav potreba, zato što pri тоа и много се зближивме. Ние бевме со Кристијан и Дејан, бевме единствените луѓе од Македонија кои беа Карлеуша тим. Нон-стоп патувавме заедно, идевме на тие часови менторски на снимање и така натаму. Се зближивме, просто цело време бевме у комуникација. Нема оправдување да ја исфрлат, па покрај изгледот почнат да го коментираат и пеењето, што немаше везе едно со друго, ali така функционираат Звездите на гран. Ако не сте спремни на све, генерално не припаѓате у тоа шоу. Не знам како тоа да го објаснам. Многу чудни стандарди милуваат и многу чудни стандарди уживаат таа продукција. Не знам зашто сите свесно се пријавуваме. Ја, например, кога се пријавив, бев многу ментално стабилен. Ја кога се пријавив, ја бев спремен да отидам, таа Карлеуша да ми каже ти никад неќеш бити звезда, таа Марија да треска глава од маса, да добијам паник тастер. Буквално бев спремен на се. И затоа, вајда, секој успех беше изненадување за мене, затоа што бев спремен на сите лоши работи кои можат да ми се случат во тој момент. Али постојат луѓе кои не се ментално стабилни, као ја, и не размислуваат, као ја, и немале претходно искуство, као ја, мене ме решетале на многу други шоа, у многу други ситуации, па вајда на све сум бил спремен и просто ништо не допре до мене. Ниту можеше да допре и тоа е единствениот плюс кој ја го носам со себе. Меѓутоа постојат многу луѓе кои на тоа не се спремни и жал ми е за тие луѓе, но пред да се пријавите во Звездите на гран, ова е топол мој совет, не знам дали уопште го гледате видеото до овде, меѓутоа ако сте пејач, ако сакате да бидете пејач, ако сакате да се занимавате со пеење и намеравате да се пријавите на Звездите на гран, ја топло ви препорачувам прво да се пријавите на некоја рандом локално музичко шоу, стекнете некакво искуство сценско, стекнете некакво решетање претходно. Искрено ви го кажувам ова, колку год да звучи сурово, па потоа отидете таму. Сања Тодороvić, која веќе се фатиме за Сања Тодороvić, испадна неправедна. Едно од најшкакливите прашања koje често се поставува, не само на мене, туку генерално помеѓу кандидатите и луѓето кои го следат шоуто, е дали одредени кандидати плаќаат за да стигнат до финале. Ја на ова прашање не можам да ви одговорам со да или со не, затоа што не знам. Ја не одговарам со да или со не и не сум сигурен во своите одговори ако тоа не сум го видел и слушнал со свој уши, со свој очи. Сум слушал приказни, сум слушал да овој платил, овој има повеќе пари, овој нема пари, овој ваков, оној еднаков. Меѓутоа никогаш тоа не сум го видел. Никогаш. Ја не познавам ниту еден кандидат кој реално отишол и дал 20.000 евра за да заврши у финале. Стварно не познавам така. А познавам многу луѓе кои биле у финале. Единственото нешто што знам дека е така е дека многу ретко луѓе влагаат у финале од прв пат. Ако идеш, например, една сезона, ретко влагаш у финале. Мора да се влечеш 2 сезони, 3 сезони, 5 сезони, така те залажуваат. Они те пуштаат, например, до 3 круг, па следна сезона до 5 круг, па после таа сезона до 7 круг, таман у полуфинале ќе испаднеш и ти викаш, окей, лани бев до полуфинале, ај се у финале, и така за да имаат секоја година нови стари искусни кандидати. Тоа е многу значајно. Меѓутоа, тоа више е досадно, искрено. Ја кога почнува нова сезона, баш сум онака хајпнат, ај гледаме нови луѓе, кога ќе видам некој стар што се надпреварува 10 години со фазон да фак до кога. Меѓутоа и тие луѓе ги сваќам, просто изманипулиран си. Кога некој ќе те пушти тебе до полуфинале,
osjećaš, некоја потреба ваljda да се пријавиш пак. Во тоа дали некој плаќа за да влезе у финале, стварно не навлегувам затоа што не знам. Не ќам да грешам душа. Предпоставам дека се случува, дека некојаш се случувало, дека некој се понудил. Просто тоа е нормално, како од звездите на Гранд, така и на факултет, и у школо, сите нешто пробуваат да платат. Мито, корупција на Балкан е охо, али не сум видел со своји очи. Просто не е некако коректно да зборувам. Следното прашање е многу комплексно за одговарање, затоа што мислам дека е индивидуално, притоа е малце невкусно за тоа да се зборува вака јавно. Меѓутоа сакам и таа тема да ја опфатам и некако се тоа да го затворам, така, со сите можни одговори да ве оставам. Колку реално чини учеството во звездите на Гранд? Гранд продукција како такава на нас не обезбедува ништо. Ништо. Ние имаме снимање у Белград. Ја, например, учествувам у најдолгата сезона ever. Трае скоро 2 години, значи ужас. Поминуваш прв круг, значи ти плаќаш пат на секој идење у Белград, ти само за пат трошиш у најмал рака 100 евра. Знам дека у последно време почна да ни нудат сместување, што е супер, меѓутоа сместување само за мене. Така што освен тоа сместување, ние од Гранд немаме ништо. Ниту шминка, ниту стајлинг, облека, ниту превоз, ниту храна, ниту вода, ништо. Све сам. Да се облечаш за настап исто кошта, освен ако немаш некои спонзори. Ја, например, у последна емисија земав дело од Тивес, фала им и у оваа прилика. Меѓутоа, у сите претходни 4 круга, ја сам со свој пари купував облек и тоа се исто сериозни пари, мислам дополнителен трошок, при тоа кај ќе го носам тоа што го носев, например, у 4-ти круг, кај ќе го носам тоа што го носев у 2 круг со тие елети, црни ролки, чуда. Прво сите ме виделе на телевизија, кај да се појавам ќе ги потсети на тоа. Второ, не за секоја прилика се тие мои панцири. Некои безвезе трошкови, при тоа патот, при тоа храната, при тоа све тоа кошта. Но заборев акцент да ставам на оние снимања и патувања за време на пандемија. Секогаш ни беа потребни тие PCR тестови, кои најмала рака чинат околу 50 евра. Имавме 3 или 4 патувања така со тестови и тоа се некои дополнителни трошкови, па ете сакав само да ви се јавам за да ви кажам дека тоа заборев да го напоменам претходно. Ајде снимањата и не се толков проблем. Во оној момент кога ние требаше да патуваме на менторски часови, тоа беше хорор. Менторските часови при тоа се одржуваат секогаш у работни денови, значи ти треба да имаш предвид дека ја работам и дека ја мора да земам слободен ден. Секогаш патувавме така и одма се враќавме затоа што работа, факултет, предавања, сите луѓе живи се имат некакви обврски реално. При тоа тие менторски часови мене ме задржуваат у тоа студио 20 минути, значи ја патувам 4 часа натаму, 4 часа наваму, за да се задржам у студио 20 минути да ме слушне Миро Шкорик, што ја сакам да пеем. Еве ме пак, кога веќе зборуваме за тие менторски часови, некако се наметнува името на Силјан Пановски. Зошто? Затоа што во текот на целата сезона тој беше мојот реален ментор, затоа што со него и само со него ги вежбав сите песни. Не знам како вие ги замислувате и доживувате тие менторски часови, меѓутоа тоа се не можам да кажам воопшто дека се часови. И ние поединечно на тие менторски часови се задржуваме 15 до 20 минути. Предпоставувам дека ви е јасно дека за 15 минути песна не се учи. Ние на тие менторски часови ги биравме песните, затоа што на првиот менторски час, зборувам за подготовки пред едно снимање, например, ако имаме 2 часа или 3 часа, на првиот ќе дојде само Мира и ние со Мира ќе одбереме некои песни. На вториот ќе се појави Јелена и ќе ни ги смени песните. И на третиот ние всушност ќе ги отпееме еднаш песните, ако звучат коректно, окей, иди дома и вежбај. Значи, иди дома и вежбај. Ние на тие менторски часови реално не ги вежбаме и не ги учиме песните. Значи, ти дома треба сам со себе да ги вежбаш и јас генерално се дружам со луѓе кои имаат слух, кои знаат, кои се школувани на крајот денот. Силјан е дипломиран пианист, можеби не може да ми покаже вокални техники, чуда и глупости, но може да ме слушне, може да ми помогне при интерпретација, интонација и така натаму, што и се случуваше во текот на целата сезона. Ја песните ги вежбав само исклучиво со Силјан, така што е во оваа прилика сакам дека јавно да ти се заблагодарам што ми помогна. Тие менторски часови беа најлоша инвестиција што може да се случи. Супер е таа дружба, кога се тоа супер се дешава, кога излегаш од дома, патуваш, идеш негде нешто се деш, али као човече, за 20 минути некој да ме види, да ме слушне, дај на Вибер ќе се уклучим и као ќе ти пеам. Скроз без везе, али ете, тоа се најнекој вишок трошоци што може да се случат и еве сега гледам дека секој што поминува иде у тој Гранд специјал, тој уште е еден трошок, али да окей, као вреди, ајде, као на крајот денот, ако веќе се пријаваш, ваljda си свесен дека треба платата да си ја даваш само у идење од Белград, као ништо друго. На крајот само сакам да
кажам генерално 2-3 збора за моето искуство. До некаде супер искуство, стварно стекнав многу супер кул луѓе, нови познанства, пријателства и така натаму. Се пријателства, не се дружиме ние секој ден, али имам супер луѓе со кои стално се допишувам, комуницирам на овој или оној начин. Искуство кое нема цена, ова ќе ми служите како. Толку дадени моменти ја изгубив таа самодоверба, толку од како испаднав, некако се напунив. Не сте свесни колку сум спремен да правам хаос. Не сте свесни. Пресреќен сум што се ова ми се случи, пресреќен сум што ми се оствари желбата, ете со работов со Карла, све се направи како ја што сакам. Внимавајте што посакувате може да ви се оствари. Бидете прецизни за да не доживеете изобличени афирмации. Не знам што повеќе да кажам, не се кам што се пријавив, драго ми е што све ова ми се случи, научив една сериозна лекција. Тоа е тоа, видеото само по себе трае доволно долго за овде некаде да се скратам. Ја искрено се надевам све да сум кажал ова видео, затоа што кога ќе почнам да го монтирам ќе се сетам у случај да не сум кажал и ќе се рокнам, затоа што реално сакав све да ви кажам ова видео и овде да ставам тачка. У случај да не сум ви кажал све овде, сигурно на некој прашање ќе одговорам на Инстаграм, кога на пример ќе ви ставам бокс да ми поставувате прашања, тоа често си го правам таму кога ми е досадно, а се често ми е досадно пошто навечер сме нели политиски уште. Не заборавајте ме за следите на Инстаграм и обавезно сабскрајбнете се на мојот YouTube канал. Оставете лайк, по некои коментари ве напишете ми долу у коментари како ви се допадна генерално моето учество во Звездите на Гранд, кој ви е омилен настап, омилен стайлинг, све напишете ми, ме интересира. Тоа е тоа, ве љубам, се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!